Поништен е изборот на Елизабета Дуковска за уставен судија. По 19 месеци тактизирање, управниот суд го поништил изборот на Дуковска, откако незиниот против кандидат се жалел дека не е правилно спроведена постапката од страна на судскиот совет. Тужбата до управниот суд ја поднесе Антоанета Димовска, која сега е член на судскиот совет. Тогаш конкурирала за уставен судија, но за неа не било гласано. Управниот суд оценил дека незината тужба е основана. Тоа ја предизвика поделеност во стручната јавност. Гостинка во ова издание на Трилинг токму Антоанета Димовска. Добре дојдете во емисијата. Добар ве најдов. Господја Димовска, чувствувате своевидна сатисфакција после оваа одлука на управниот суд? Па да ви кажам, и неголема сатисфакција, затоа што очекував дека управниот суд ова прашање ќе го разреши многу порано. Дека ќе го разреши во еден многу поразумен рок. Рокот од 2 години. Јас воопшто немав намера да предизвикам потрес, како што сега се случи, па да се отворат сите овие дилеми. Доколку ова беше многу порано, ќе беше поинаква ситуацијата. Зошто повеќе од 2,5 години му биле потребни на управниот суд да ја стави точката на дневен ред и да донесе после 19 месеци ваква одлука? Видете, не дека управниот суд не постапувал. Тој на 2 пати се произнесуваше по мојата тужба. Еднаш ја отфрли поради ненавременост, вториот пат поради недостаток на активна легитимација. Тоа изискуваше поднесување жалба до Висшиот управен суд, па Висшиот управен суд носеше одлуки со кои ги укинуваше одлуките на управниот суд. Не можам да кажам дека судот не постапувал, но зошто за мериторно одлучување требаше толку време, тоа сепак е на страната на судот. Мислам дека треба да се има сенс за вакви ситуации и да се одлучува многу побрзо. Господја Димовска, избраната судика Дуковска при изборот добила 8 гласови во судскиот совет. Не се разгледани кандидатурите на двајца против кандидати, меѓу нив сте и вие. Формално да, но фактички дали вие би добиле повеќе гласови ако продолжило изјаснувањето, дали прекинот е направен како на мечевите до пенали, фудбалскиот судија го прекинува нивното изведување откако екипата која промашила пенал не може да победи. Видете сега, јас овој жаргон не би го прифатила, бидејќи сум судија, и јас не знам што би се случило доколку би имало понатамошно гласање и мислам дека не би ги добила гласовите. Но, видете, судскиот совет постапувал онака како што постапувал од секогаш, како што постапувал и кога ги бира судиите во повисок суд. Оно што ќе ги добие потребните 8 гласови, тој е избран. И судот одел исклучиво по таа аналогија. Јас знам, убедена сум дека судскиот совет не сакал мене да ме анулира. Но во отсуство на други поразработени правила, тоа така произлезе. И јас овде ќе застанам, затоа што одлуката на управниот суд е донесена, сега се отворени многу правни дилеми, бидејќи на вистина е преседан. Не е донесена ваква одлука, и јас како заинтересирана страна, секако дека тврдам дека сум во право. Но и покрај тоа, што јас имам пресудата, и другата страна треба да се произнесе, затоа што и таа има свој дел од вистината. И треба да се изанализира таа одлука, да се види што ќе се направи понатаму. Затоа кажам, не треба да биде ниту да се чувствува триумф, ова е само еден поттик за правната наука и за нашите законотворци да видат дека не секогаш добро размислуваме кога носиме некои законски решенија. Но како е возможно судскиот совет да си допушти незаконски да гласа за избор на уставна судика, а потоа за нејзе да гласаат и народните избраници во собранието? Уставниот суд го карактеризира како правен преседан. Видете, јас повторно ќе повторам дека судскиот совет бил убеден дека постапува по закон. Јас не убедена сум дека судскиот совет не би отишол да прекрши закон, бидејќи кога се избира суд во повисок суд,
а вие немате регулирано на кој начин ќе се утврди предлогот, се одело по аналогија дека треба да се ќе се избере тој што ќе добие 8 гласа. Не се работи тука за намера некој да биде дисквалификуван. А по однос на собранието, исто така не можам да кажам како собранието постапувало. Тоа прашање треба да го патите на собранието. Кои се правните импликации после една ваква одлука? Видете, правните импликации... Се обидувате да ги заштитите вашите колеги од судскиот совет, се обидувате да ја релативизирате одлуката на собранието. Видите, јас не се обидувам никого да заштитам. Јас не би се нафатила да поднесам тужба заради некого да заштитам. И многу беше, кога веќе тоа ме прашувате, беше многу чудно протолкувана и Facebook статусот на професорот Прешова дека ме натерал. Не, тоа беше во консултација, тој навистина беше упорен во тоа кога ме неколку пати ме праша, вика, судија, вие сте многу отворена и сакате да зборувате за проблемите, ајде да го тестираме системот како ова ќе функционира. Јас се сложив. И тоа е така. Меѓутоа, јас не се трудам никого да заштитам и да релативизирам. Не сакам да добие ова политичка конотација. Ова е прашање правно, кое што мора и струката, како што се согласам во цело со претседателот на Уставниот суд, и струката и науката да го кажат своето. Ако нешто за прв пат се случува, тогаш треба сериозно да се седне и да се види дали ни треба законска промена, што значи оваа одлука и така натаму. Затоа јас во овој момент не сакам да коментирам. Затоа што ова се разрешува само со ладна глава и не со триумфализам. И со зафаќање страна. Победи оваа страна или победи онаа страна. Јас сакам да верувам дека од оваа ситуација сите ќе излеземе победници на начин што ќе изградиме правен систем во кој нема да има правни празнини и простор за некој да мисли поинаку или да се чувствува дека е оштетен. Дали и во однос на вашиот случај системот потврли? Во кој смисол мислите? Правниот систем. Не можам да кажам, видите, правниот систем дали потврли. Кога ќе кажете под правен систем е многу широко. Прво ме интересира што мислите. Еве ќе конкретизирам. Дали управниот суд можеше многу порано да донесе одлука? Лично мислам да, но исто треба да се праша управниот суд кои биле околностите зашто му требало толку време. Лично ако ме прашате, да. Сметам дека треба да се има сенс за овие прашања, не затоа што се работи за судија Антоанета Димовска, него затоа што има влијание на многу пошироки случувања во општеството. Не се работи тука за мене, се работи за тоа како ќе се одрази самата таа одлука. Но сепак јас оставам да ги повикате од управниот суд и тие да објаснат зошто им било потребно толку време. И второ, видете, јас како судија, знаете како, тие биле убедени дека јас ми е навремена тужбата, па оделе во таа насока. Па потоа сметале дека немам активна легитимација. И тоа е легитимно, нивно право да така да мислат. Дури и од тој аспект ова одлука треба да не биде поука. Дека мора судовите да имаат сенс кои предмети мораат итно да се решаваат. Не велам дека некој што чека здравствена заштита, неговиот предмет не треба итно да се реши. И тој треба итно да се реши. Ама овие предмети кои што може да предизвикаат вакви ситуации и последици, мораат да имаат приоритет. До сега нема најава кога телото за именување и разрешување на суди ќе стави на дневен ред точката за избор на нов судија во Уставниот суд. Во понеделник има, чинам, седница на судскиот совет. Моето прашање до вас е доколку има повторно избор за нов член на Уставен, иако сте сега член на судскиот совет, би конкурирале за Уставен судија? Видете, искрено да ви кажам, сега после 2 години не. Доколку се случеше ова порано, а јас бев многу краток период во судскиот совет,
може би ќе размислев. Но сега, верувајте ми, после 2 години, јас ги кажав моите мотиви кои беа за да ја поднесам тужбата, ќе излезам дволична. Сега, бидејќи сум таму внатре во судскиот совет, па ќе го искористам условно можеби моето влијание. Прво не велам дека можам да влијам на колегите тама работа, меѓутоа како тоа ќе го доживее јавноста? Си дојде во судскиот совет и сега се посложија сите коцки за да стане кандидат. Тоа би било крајно некоректно од мене. И затоа велам дека управниот суд де факто реши во моја полза, но ми ускрати можеби и право. Кажам можеби затоа што тоа се условно дали јас би била предложена како кандидат. Тоа е колективно тело, секој различно размислува, ако јас сметам дека заслужувам, можеби судскиот совет смета дека некој друг кандидат исполнува повеќе услови. И затоа во таа насока велам дека навистина да се случеше ова многу порано ќе беше многу подобро. Следите ги Трилин, гостинка во емисијата Антонијета Димовска, член на судскиот совет. До кога ќе преовладува негативната перцепција за работата на судскиот совет? Видете, тука се клучни неколку моменти. Пред се, јас воопшто не знам од каде произлезе дека судството има 2% доверба. Се сомневате? Да, прво таа анкета не е точна. Ние имаме неколку анкети. Анкетата на Светска банка, која се презентираше во Брисел, која беше официјално направена, излезе дека 28% од странките веруваат во судството и 32% од адвокатите. Потоа, направи независна анкета Сдруженијето на суди, каде овие проценти беа многу повисоки, јас сега моментов не можам да се сетам, но се движеа околу 30% можеби, да се ме условно, Добро. Но никако не беа 2%. И јас не знам кому не знам кој има бенефит од пласирање на нешто што навистина не е така. Дека 2% имаат апсолутна доверба. Видите, имате апсолутна доверба, делумна доверба, но тоа е се доверба. И кога вие тоа го пласирате на тој начин, и кај граѓаните се ствара револта. Ние имаме анкети кои се направени и со луѓе кои воопшто не знаат ни каде се наоѓа судот, немале ни судски спор. Не сакам да бидам погрешно сватена. Аз не велам дека е идеално во судството. Но мораме да имаме свесни за државата во која живееме. Ништо не е идеално. Сите се стремиме, нели велиме дека се стремиме да бидеме подобри. Еве, проблемот на судството. Предвидениот максимален буџет е 0,8 од БДП-то. Ние добиваме 0,3. Не знам дали вие сте биле во судница, да видите дека судовите не ни се бојосани. Дека оставите го тоа. Ние немаме човечки ресурси. Човечките ресурси се сведени на пополност од 30 до 40% во судовите. Имаме судови во кои немаме записничари. Немаме доволен број записничари. Замислете, основните работи. Судот не е само судијата. Тука има многу чинители. Судската администрација се златните раце во судството, кои многу допринесуваат затоа што судијата не може да администрира сам. Ние имаме недостаток и не е одобрено ниту едно вработување. Министерството за финансии нема слух. Како ќе го подобриме судството? Како ќе добиеме побрза правда? Тоа се прашања кои се сериозно за дискусија. Во ред. Прашањето на корупцијата не може да го оставите да го реши само судството. Ова сте го констатирале пред 1 година. Судскиот совет носи одлука со која се казнува судија со парична казна од 20% од плата за 6 месеци, а Стет департментот за истиот тој судија го стави на американската црна листа. Видете сега, јас ќе го кажам мојот личен став. Значи, нема да зборувам во име на судскиот совет, бидејќи секој член треба да го прашате кога гласа, како гласа и што гласа.
по однос на овој судија за кој ме прашувате, јас можам да кажам дека имам свое мислење дали може судија кој е на црната листа да биде судија. Но ве молам да имате разбирање дека не можам сега да кажам ништо, затоа што таков е моментот. А зошто бил казнет со 20%, тоа се секој од тие што гласале имале своји причини. Така да, лично ако ме прашате, мислам дека е тоа прениска казна. Ама дали бил за разрешување? Исто е прашање, бидејќи барањето за утврдување на одговорност било само према тој судија. Па тука имаме совет, па мерење, дали треба целиот совет, дали не треба целиот совет да одговара. Многу е комплексно прашањето. Од надвор гледано, многу едноставно да кажете, па тој доби прениска казна. И затоа тука ќе застанам, бидејќи тоа се сепак постапки кои не се отворени за јавноста и ќе можат некогаш, нели, оние што се бават со тоа да ги отворат, меѓутоа јас сега тука не можам да коментирам. Госпоѓа Димовска, велите дека не е добро прстот да се вперува, дека судскиот совет е главниот виновник за состојбата во македонскиот правосуден Да, тврдам. систем. Каде тогаш ја лоцирате лошата слика за доброто владење? Како за илустрација, еве да ви доловам. Имаме предмети кои со месеци се чувале во фиока, со цел, претпоставам, тие да застарат. Се воделе судски случаеви со години, а може и да се решат, да речеме, за 6 месеци. И каде е тука вината? До кадровскиот потенцијал или до судија? Видете сега, јас многу треба да зборуваме за конкретен предмет. Дали некој можел да се реши за 6 месеци или за 3 години? Јас не сакам да зборувам така, зашто јас сум судија и зборувам со факти. За оние предмети за кои јас, додека откако сум член во судскиот совет, имало барања за утврдување на одговорност, сме ги разгледувале од сите аспекти и сме утврдувале дали има основ за поведување барање или не. Дали некој предмет можел да се реши за 6 месеци, знаете колкава анализа треба да се направи? Ке ви кажам, тогаш треба да ставите за. Дали тој судија можел да обезбеди уредно присуство на странките или не можел да обезбеди. А тоа ви е пак едно системско решение. Вие имате покана преку... Дали користите македонски пошти? Праќаме покана преку македонски пошти. Не може да се обезбеди достава. Доставна служба веќе да не постои во судовите. Затоа што нема пари, затоа што не се вработуваат доставувачи. Како да... Затоа кажам дека е системски проблемот. Можете многу лесно, ние се трудиме колку можеме да најдеме одговорност кај тие суди каде што навистина тоа може да се утврди. Ама кога вие имате системски проблем да обезбедите уредна достава, вие имате предмети кривични во кои сите се седнати во судница. Судијата, поротниците, адвокатите се од затвор и ние не можеме да го спроведеме обвинетиот. Немаме спроводници, немаме возило. Како е тука виновен судот да ве праша? Дали нема да се запрашате, дали може би баш за тој предмет пак некој друг намерно не обезбедил превоз? Ајде да го расчиниме прашањето. Многу е лесно да го впериме прстот во еден човек. Зошто не се измени законот за кривичната постапка, како што и во законот за парничната постапка, дека ако обвинетиот еднашка се повика уредно, ќе биде за секогаш уредно повикан, а не одново да му се праќаат покани. Видете, има решение за се. Лесно е да се каже судијата можел да го пресуди во 6 месеци. Треба да има услови. Тој не може да го суди надвор од законот и да му ги повреди правата. А точно е. Постојат судии кои што навистина не се на висината на задачата и судскиот совет треба да се занимава. И се занимава со тоа. Колку успешно, видите, имате самата, да повикате судија на одговорност е многу тешко, затоа што имаме неограничување там,
некои велат поделени сме во судскиот совет. Не можеме да навлеземе во одлуката, и тоа е така, бидејќи судскиот совет не може да смени одлуката. Но некогаш само преку одлуката пак можете да видите некои пропусти. Прашањето е многу комплексно и ние тоа го работиме и со странски експерти и ги согледуваме и нивните искуства и тие ги имаат истите проблеми. И се рековте на нивото на корупција. Судскиот совет никако не може да утврди корупција. Може нешто нас да не укажува на некои коруптивни елементи и ние препраќаме, доколку некоја странка посочува нешто, препраќаме до надлежните обвинители, но има други органи кои се за тоа. Судскиот совет не може да гони корупција. Благодарам за учеството во емисијата. Антонијета Димовска, член на Судскиот совет. Климатските промени се број еден проблем, што го конфронтираме секојдневно и што ќе се појачува. Некој ми кажа, и тоа е многу точно, уживај во ова лето, бидејќи ова ќе биде најстуденото лето во твојот живот. Или најстудената година. Нормално има варијации, но во просек температурите растат вртоглаво и нашиот капацитет како општество, како јавна политика, како економија, да се соочиме со овој горлив проблем, на глобално ниво, е несоодветен.